Добар ден во уште едно отворено студио на Телевизија 24. Во наредните речиси 2 часа ќе имаме можност да зборуваме за европерспективите на земјава во светло на самитот што се одржа во Загреб и се разбира во светло на сето она што се случува изминативе денови во односите со еден од соседите, со Бугарија. Наши вечерашни гости се Бојан Маричич, национален координатор за евроинтеграции. Добра вечер и добре дојдовте во нашето студио. Добро вечер. Исто така во текот на емисијата ќе се вклучи Иван Стефановски од невладината организација или think tank Евротинк, кои што ќе дадат своје мислење за тоа како помина овој самит и дали Македонија оди напред или назадува после овие заклучоци кои што беа донесени, а после тоа во текот на разговорите ќе ни се вклучи и Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН, кој што е задолжен за надворешните релации на опозиционата партија. Одиме поред, господине Маричич, вие вчера присуствувавте практично на овој самит што се одржа во такви услови, видео самит што се одржа на тој начин. Заклучоците се такви какви што се, ги видовме, она што првично сите се прашуваат, па и ние новинарите, зошто Македонија воопшто не е спомената во заклучоците на самитот, туку се споменати само договорите за добрососедство, односно преспанскиот договор со Грција и со Бугарија. Добро, ретко која држава е подиректно спомената од тоа што го споменавте. Мислам дека прво драго ми е што се гледаат заклучоците, жал ми е што веројатно на претходните самити не се толку детално разгледувани заклучоците. Можам да ви кажам дека овој самит за нас во никој случај не може да биде ниту назадување, ниту разочарување, напротив. Ниту една држава посебно не беше издвоена во рамките на заклучоците. Ова е самит кој што се случува на 2 години, значи се случува ретко, не се случува многу често. Заклучоците се соопфатни и широки и тие покриваат многу теми. Така што нема простор за поименично спомнување на било која држава и не треба ниту тоа да го очекуваме конкретно во овие заклучоци. Овој самит беше пред се за да се покажат 3 генерални работи, дека Европската унија и Западниот Балкан се заедно во борбата против ковид вирусот, бидејќи се случува во специфичен контекст. И до последен момент всушност беше прашање дали воопшто ќе се одржи и во која форма. Така што треба да сме задоволни што се собраа сите 27 лидери на 27 држави членки на ЕУ, заедно со лидерите од Западен Балкан, за да дискутираат за нас и да ни дадат подршка. Тоа беше првата поента. Втората поента беше дека ЕУ останува посветена на Балканот и дека Балканот останува посветен на ЕУ. Тоа е она реафирмирање или повторување на европската перспектива на државите од Западен Балкан. И третото беше дека Европската унија ќе даде сериозен економски пакет во неколку форми и на неколку нивоа, сериозен економски пакет за заздравување на економиите на Западен Балкан, почнувајќи од 3,3 милијарди на макро финансиско закрепнување, од кое што за нас има 160 милиони евра, па до другите видови на помош за излегување од оваа ситуација. И тоа е сликата во која што денеска се наоѓа Европската унија и односите кон Западниот Балкан. Имајте на ум дека сите држави од Европската унија се соочуваат со тешкиот проблем на пандемијата, сите имаат своји проблеми и овој самит во таа смисла мислам дека треба да го гледаме како еден чекор напред, затоа што сепак и во овие тешки услови се собрале 27 лидери на држави членки, се собрале сите од Западен Балкан и се испрати позитивна порака. Можам само на крајот да додам една реченица. Бидејќи бев присутен таму, сите до еден кои што зборуваа од лидерите на државите членки на Западен Балкан, на Европската унија и на Западниот Балкан, сите до еден го поздравија отварањето на преговорите со Северна Македонија и со Албанија, значи одлуката донесена на 24 и 26 март, и ги поздравија овие договори кои што се тука ставени во текстот на декларацијата и рекоа дека и одлуката од март и овие договори се надеж дека има шанси и за натамошни успеси на Балканот. Но Македонија прилично долго чека на отварање на тие преговори. Сега имаме конечно заклучок за отворање на преговори, меѓутоа се уште немаме датум. Во тие рамки
Кога се очекувањата? Можеби затоа овој самит очекувавме дека ќе понуди барем некоја временска рамка и сега колку што знаеме ќе го чекаме јуни за да ја видиме временската рамка на тоа што ќе значи отпочнување на преговори, односно онаа прва меѓувладина конференција. Кога тоа би се случило? Некојаш имам впечаток како да чекаме на секој самит да донесат одлука да не примат во членство и тоа е така баш заради тоа што долго сме чекале. Ако се сеќавате, ако се вратиме само еден чекор назад, заклучокот од октомври месец, кога најмногу не заболе одлуката, односно не одлуката на Европската унија, вели дека на прашањето на проширувањето ќе се наврати Европскиот совет пред самитот во Загреб. И тоа се случи на 26 март. Европскиот совет се наврати, ги донесе заклучоците за отварање на преговорите со Северна Македонија и Албанија и овој самит во Загреб беше растеретен од прашањето на проширување. Значи, не беше тема проширувањето на овој самит само по себе, туку се беше ставено во контекст на еднината на Западниот Балкан во Европската унија. Конкретно за преговарачката рамка. Ние, иако сме во ситуација на техничка влада, иако сме во ситуација на распуштено собрание и пандемија од COVID-19, сепак правиме сериозни чекори во овој дел. Ја добивме одлуката на крајот на март. На 3 јуни го очекуваме редовниот годишен извештај за оценување на ситуацијата во државите кандидатки за членство. Веќе добивме на 2 март еден позитивен извештај кој што ја повтори препораката за почеток на преговорите и сега на 3 јуни кој ќе ни го дадат годишниот редовен извештај, паралелно ќе ја предложат и преговарачката рамка за почеток на преговорите за нас. Тоа преговарачка рамка ќе биде предлог. Треба да знаеме дека таа треба да ја усвојат сите земји членки на Унијата, посебно, што не води кон заклучок дека ќе измине повторно некои 3 до 4 месеци пред тоа сакав да го објаснам и тоа не е ништо ново. Тоа е таков случај бил и со Црна Гора, таков случај бил и со Србија. Сакам да кажам, преговорите не почнуваат во јуни, тоа треба да ни е на сите јасно, туку ќе почнат веројатно кон крајот на годината. Значи подготовката за преговорите е почната одамна и имаат многу чекори. Официјалниот старт на преговорите се очекува во втората половина на годината. Ние ќе ја добиеме предлог преговарачката рамка во јуни. Таа ќе биде предмет на дискусија неколку месеци и јас очекувам, и тоа не само јас, и Европската комисија и другите фактори на европско ниво очекуваат за време на германското претседателство со ЕУ, а тоа е од 1 јули 2020 година до 31 декември 2020, значи во тој период од 6 месеци да имаме меѓувладина конференција која што ќе го означи официјалниот почеток на преговорите. Ако гледаме дека земјите со што се сега окупирани, кога би бил реалниот старт? Според одредени брифинзи на странските дипломати, тој не би требало да се очекува порано од ноември или декември, со оглед на тоа што се случува во моментов во Европската унија. Значи имаме редовни самити кои што се одржуваат со европски совети во јуни, во октомври и во декември. Тие се редовни на 3 месеци. Сигурно може да има и некој вонреден, бидејќи има други важни прашања за решавање, како што е европскиот буџет за наредните 7 години, кој што исто така важен и за нас, колку пари ќе има за Балканот, но тие се да речеме трите точки јуни, октомври и декември, кога би требало да се носат одлуки поврзани со проширувањето или би можело да се носат тие одлуки. Јас би очекувал или октомври или декември да имаме одлука, доколку се оди по планираното. Ние не очекувавме дека ќе ни се случи оваа пандемија, која што ги измести сите од колосек, меѓутоа тоа е некој зацртан колосек во оваа ситуација и по план да биде заокружена преговарачката рамка и да имаме формален старт на преговорите. А потоа тие ќе траат години. Ако воопшто почнат преговорите, со оглед на тоа што имаше една унилатерална изјава на Бугарија, која што е дел од практично прилог на заклучоците од мартовскиот самит, во која што се обврзува Македонија на тие добрососедски релации и тоа е предмет на широко сега толкување што и како може да значи. Станува ли Бугарија новата Грција за Македонија? Не, тоа е погрешна теза. Јас би сакал малку да објаснам заради јавноста, бидејќи има многу шпекулации и од страна на опозицијата, од политички причини, и од страна на одредени медиуми, од своји причини, и тоа е многу штетно за нас и за нашата јавност. Значи,
Ние имаме чиста одлука за почеток на преговори, не е условена од ништо. И на таа одлука се согласила и Бугарија. Ако сакате да направиме разлика, треба да ги погледнеме заклучоците за Албанија, каде што има услови во самиот заклучок за почеток на преговорите во одлуката, има дополнителни услови меѓу кои и билатерален спор со Грција. Тоа во нашиот случај не е случај. Затоа Бугарија, бидејќи нема официјален услов, решила еднострано да прикачи изјава во која што ги изнесува сопствените очекувања за одредени прашања поврзани со текот на преговорите, односно со спроведувањето на договорот за пријателство и добрососедство. Значи, ние имаме обврска да го почитуваме и да го спроведуваме тој договор, исто како што има обврска и Бугарија. Исто така имаме обврска да го спроведуваме договорот од Преспа, исто како што има Грција. Значи, ние тие два договори сме ги потпишале, сме ги ратификувале во собранието, а заради договорот од Преспа го имаме сменето и уставот. Значи, ние секако ни одговара тие договори да стојат во овие заклучоци и да бидат спроведувани. Тој договор за пријателство и добрососедство со Бугарија, мислам дека во наредниот период ќе ни биде токму и одбрана од неразумни барања, од барања кои што се надвор од тој договор, а дел такви барања надвор од договорот има и во едностранната изјава на Бугарија. Значи, ние имаме агенда договорена со договорот за пријателство и добрососедство, имаме механизми утврдени за решавање на несогласувањата и тој механизам и тој договор не треба да ги обременува преговорите, напротив, треба да им олеснува. Така што не очекувам, ниту пак тоа се најавува во изјавите на официјална Софија. Самите велите и во унилатералната изјава има работи што излегуваат од рамките на договор. Да. Тоа се нерационални, значи, барања, Секако. веројатно така ги прецизираме и ги прецизирате. И во тие услови, токму затоа го поставив прашањето. Станува ли Бугарија новата Грција, она што беше... Јас тоа се обидувам да го објаснам, дека пред... ние имаме овој пат заштита од такви нешта, заради тоа што имаме подпишано договор за добрососедство и пријателство, кој што точно определува на кои теми се разговара и точно определува што е спорно, а што треба да Само една споредба да ви направам. Ние го имавме договорот со Грција дека не сме да ја блокира Македонија при членство во евроатлантските интеграции уште од зборувано за договорот од 94-та, па меѓународното право е такво какво што е. Грција ја блокираше Македонија на сите можни полиња, значи го прекршија тој договор. Ако некоја држава, било која сака да ве блокира, има начин да ве блокира. Тоа не е спорно. И тоа е така во скоро секое пристапување. Ние ќе се соочуваме и со други барања или да речем очекувања од другите држави членки по други прашања. Некој ќе очекува од нас отстапки, не знам, во извозот на месо, или во земјоделие, или во животна средина. Значи, вакви прашања на различни теми во текот на преговорите ќе се отвараат. Затоа и постојат преговорите, за да се разрешат овие прашања. Но во однос на релацијата со Бугарија, да не заборавиме дека Бугарија ни даваше поддршка и ни даде поддршка и на самитот на последниот Европски совет на крајот на март. Ние имаме обврска да разговараме за оние отворени прашања од историјата. Имаме обврска да разговараме за сето она што изгледа како несогласување, меѓутоа некои прашања од типот на дали сме македонци или говориме македонски јазик, тие прашања не може да бидат предмет на дискусија, барем не за нас, бидејќи ние и самиот договор со Бугарија кој што е подпишан и на македонски јазик. И тоа има подпис на официјалните лица на Бугарија на тој договор. Дури ни во изјавите, ако ги следите внимателно изјавите на официјалните лица во Бугарија, тие велат дека отворените прашања треба да бидат решени во текот на преговорите за членство. Нема да бидеме, не очекувам барем јас, да бидеме блокирани на самиот старт, бидејќи не, мислам дека сега во овој период ќе треба да се изнајде начинот како овие билатерални договори кои што се важни за добрососедските односи, бидејќи добрососедските односи се еден од принципите за зачленување во Европската Унија и тие мора да бидат некако вметнати во преговарачката рамка. Да подсетам, Захариева сакаше на Берлинскиот процес тука што се одржа во Скопје да го вметне прашањето за добрососедските односи како официјален документ и предуслов за туркање, меѓутоа тоа не помина. Видете, има и други ситуации, еве, ако ние гледаме, значи, прашањето е конкретно, треба да збориме конкретно за да нема дилеми дека ние сега градиме некој проблем. Бугарија ни е сојузник и во НАТО, Бугарија ни е исто така
пријателска држава и во други организации. Во сите тие организации, и во НАТО, и во Советот на Европа, и во Обединетите нации, и во ОПСЕ, фигурираме онака како што фигурираме во Обединетите нации. Македонски јазик, знаеме како е дефинирана националноста, знаеме дека имаме право да се изјасниме така како што, мислам, тоа право ни е дадено само по го себе. проблематизираат јазикот, мислам, и тоа е факт. Затоа велам дека ние има прашања за кои што може да разговараме околу историските сваќања на одредени настани и личности, околу да речам како тоа ги предодредува односите, меѓутоа има работи за кои што не можеме да разговараме. Дури мислам дека тоа го повторија и бугарските официјални лица и самиот премиер Борисов, дека тие ја прифаќаат реалноста дека македонскиот јазик постои и дека е тој етаблиран, признаен уште пред 91 година. Сакам да кажам, поентата ми е дека ние треба малку со поголема самодоверба да влеземе во овој процес. Сега сме веќе држава која што преговара, проблеми и отворени прашања ќе има и од овој карактер и од друг карактер. Меѓутоа, ние мораме да го браниме нашиот интерес и да го застапуваме со ладни глави, разумно и за да успееме во нашата цел. А нашата цел е и да си го заштитиме идентитетот и да влеземе во Европската унија. Значи, лажна е таа дилема дали едното или другото. Како што успеавме со НАТО, јас сум убеден дека тоа ќе го успееме и со Европската унија. Впрочем, Европската унија и процесот на преговори, како што веќе споменав, се состои од постојано разрешување на разлики со државите членки и со европските институции. За НАТО го сменивме името, за да можеме да влеземе во НАТО. Дали сега ќе треба да го менуваме идентитетот за да влеземе во Европската унија? Само да потсетам, председателот Пенаровски рече не ни треба Европска унија, ако цената е македонскиот јазик да не биде нарекуван македонски јазик. Јас тоа го делите истото мислење со председателот? Сакам да ви кажам дека таа теза јас би ја модификувал малку. Наша цел не е да ги доведеме во судир да се биде да бидеме тоа што сме и влезот во Европската унија. Треба да влеземе во Европска унија такви какви што сме. И јас сум убеден дека тоа можеме. Спорот со Грција имаше малку поширок карактер од само влезот во НАТО. Спорот со Грција беше отворен со одлука на Советот за безбедност на Обединетите нации. Значи беше одреден како безбедносно прашање на Балканот и под покровителство на Метју Нимиц, представник на Обединетите нации, ние преговаравме. Да речем, разликите со Бугарија се од сосема друг карактер. Тие пред се однесуваат на толкувањето на некои историски прашања и мислам дека во тој дел, ако се држиме до словото на договорот, можеме да изнајдеме начин, дури и треба тоа пријателство и добрососедство да се развива и затоа јас потенцирав и од двете страни, значи и Бугарија и ние, како што имаме обврска, да не се блокираме, туку да бидеме пријатели. Пријателството и блокадата не оди заедно. Така што мислам дека не треба ние како граѓани и како народ да се ставаме во позиција да велиме или ќе бидеме македонци или ќе бидеме во ЕУ. Не, ќе бидеме во ЕУ како македонци. На кое поглавје може Бугарија да го блокира овој Македонија, ако се станува збор во делот на добрососедските релации, дали во поглавјето 35 каде што се зборува за други прашања, бидејќи добрососедските односи не се како поглавја поставени? Не мора да биде така, тоа или може било каде? Тоа зависи од текот на драфтирањето или формулацијата на преговарачката рамка. Ако правите паралела со Србија и Косово, бидејќи кај Србија е во 35-тото поглавје Косово, тоа е малку поинаков, исто така е поинаков проблем, бидејќи таму Европската унија официјално го превзема посредувањето за решавање на овој договор во 35-тото поглавје, односно го превзема посредништвото од Обединети нации, Европската унија како обврска да посредува за решавање на овој спор. Тука немаме посредништво, тука имаме доволно механизми во самиот договор со Бугарија, имаме и политичко ниво, каде што министрите за надворешни најмалку еднаш годишно ги прегледуваат како напредува имплементацијата на договорот, и имаме експертско ниво во Комисијата за историја. Ние мислам дека прво добрососедските односи и регионалната соработка се во општиот дел на преговарачката рамка. Значи се во оние општи принципи. И таму ќе биде спомнато најверојатно. Не знам дали ќе биде во некое поглавје и не мора да биде во поглавје за да имаме обврска да го спроведуваме. Доволно е да биде спомнато во да речам воведот на преговарачката рамка како општ принцип и врз основа на тоа и повикувајќи се на нашата обврска да ги спроведуваме договорите, ние ќе треба за да напредуваме генерално во процесот да имаме успех и во овие договори.
Значи ли дека ние ќе треба сега да се откажеме од Гоце Делчев, за да, бидејќи кога ве слушам, кога велите треба да се прифати реалноста, а можеме да имаме различни толкувања во однос на перцепцијата за историјата и тоа што се случува, и се почесто се заговара таа теза дека да, Бугарија ќе ја прифати новата реалност на македонци и македонски јазик, а за возврат ние ќе треба да се откажеме од македонските корени на Гоце Делчев, признавајќи ги неговите бугарски корени. Мислам дека идејата на договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија не е да доведе во ситуација некоја од државите да се откажува од нешто, туку повеќе е да се остави... Тоа вие мислите, бугарите мислат поинаку според тоа што го слушаме, затоа ве прашувам каде е тука различното толкување. Затоа постојат, значи за да не се дискутира ова на политичко ниво, дали Гоце Делчев бил македонец или бугарин, бидејќи секако не можат политичарите се согласат за такво прашање, е создадена она комисија за комисијата на историчарите, каде што ќе треба овие прашања малку по експертски да се разгледаат изворите за одредени настани. Таа комисија впрочем има и до сега 4 поглавја затворено, значи има и некаков успех и за цар Самуил, и за Кирил и Методи. И сега доаѓаме до едно прашање кое што е околу Илинденското востание, за кое што имаме веројатно различни толкувања. Јас би оставил на историчарите да направат доволно добро толкување кое што од една страна ќе фрли некое можеби ново светло на некои историски настани, но од друга страна ќе овозможи секоја од државите да има подеднакво право на тие настани кои што ги чувствува за своји. За нас Гоце Делчев е секако јунак кој што е дел од нашата историја, кој што е многу важен дел од нашата историја, и тоа не може да се смени во никој случај и на никој начин, особено не со политичка одлука. Значи тоа е еден од символите на нашата посебност и државност, и мислам дека тоа е битно да се задржи во тој контекст на толкување на Гоце Делчев како историска личност. За другите аспекти, дали ќе се вадат некои негови писма... Бугарите инсистираат да кажат дека Гоце Делчев бил бугарин, а ние сакаме да кажеме дека Гоце Делчев е македонец. Знаете, меѓутоа како што били Драги Ѓорѓиев, ние се обидовме рече да поставиме една таков заклучок во комисијата во кој што ќе се согласиме дека не сме се согласиле за одредени прашања, но тоа не поминува. Видете, има личности и во европската историја, како што е Карло Велики и други, на кои што полагаат право и повеќе од една држава и нација во Европа, французите и германците или британците и французите и така натаму, така што не би требало тоа да е чудно. Ние го воспоставивме овој механизам токму заради тоа да овозможиме да нема конфликти околу историски личности кои што треба да не спојуваат. Затоа јас би оставил во наредниот период, секако по изборите, бидејќи овие прашања се и сензитивни и емотивни и не би требало да бидат ниту разгледувани, ниту решавани во контекст на предизборие, затоа што за жал се злоупотребуваат од одредени политички партии, за жал опозицијата тоа го користи секој ден. Гоце Делчев е македонец според вас? Апсолутно. Ова го прашувам затоа што во минативе денови постои една воздржаност кон тоа прашање, кое што мисламе како насока дадено од европските дипломати да не се караме со Бугарија, односно да не се кара вашата влада со Бугарија. Ма не е во ред ние да се караме како соседи и пријатели. Мислам дека не треба без никој да ни каже, политиката на оваа влада не е да се расправа со соседите и да се кара. Напротив, дури кога постојат разлики, тие да се решаваат преку дипломатија, преку разговор и преку крајна цел градење на пријателство. Инаку немаме ние зошто, ние за секојаш ќе останеме соседи со Бугарија, географијата нема да се промени, тоа го каже и бугарската министерка за надворешни работи, че ние сме должни да внимаваме едни на други и должни сме да работиме на тоа да се гради пријателство. А инаку во јавноста има различни мислења, различни ставови, колумни и тоа е легитимно во едно демократско општество. Дали може би прешироката рамка што ја остава договорот за добрососедство со Бугарија сега представува или може да представува еден камен на сопнување, бидејќи секоја толкува на начин на кој што сака. И во нивните изјави, дури и од премиерот Борисов, а уште повеќе од опозицијата или од националистички настроените лидери, се очекува од Македонија едно комплетно ретарирање на оваа тема.
имаме ли против одговор на тоа? Значи, прво, тоа велам, ние мораме да знаеме кои ни се нас интересите кога влегуваме во еден процес. Нашиот интерес не е ниту да се откажеме од себе и од тоа што сме, нашиот интерес не е ниту да се скараме со Бугарија, ниту пак да се блокираат вечно нашите интеграции во Европската унија. Затоа ќе треба многу мудро, многу внимателно, со аргументи, со разум и што помалку пропаганда да се однесуваме во оваа ситуација, затоа што оваа ситуација и оваа тема на односите со Бугарија и на отворени историски прашања може да трае и со години. Значи, ова нема да заврши утре или за еден месец. Тие се прашања кои што можеби ќе бараат и заеднички активности, и заеднички дискусии, и активност на граѓанските општества, и активност на академските заедници, и активност на медиумите. Значи, не е тоа нешто што политичарите ќе го потпишат во еден ден, договорот е потпишан. Добро, но имам чувство дека доколку се реши ова најгорливо прашање околу Илинденското востание и Гоце Делчев, сето друго ќе бидат постранични елементи кои што многу полесно би се решавале и ќе се решаваат. И јас се надевам дека ќе биде така, меѓутоа, затоа велам, ние треба да пристапиме сериозно на процесот, меѓутоа што помалку емоции, затоа што нема да ни помогнат. Емоциите треба да ги чуваме за дома и да ги чуваме нашите чувства како такви, меѓутоа не да одиме со нив да преговараме затоа што тогаш секако ќе завршиме со конфликт. Мислам дека имаме добра шанса во наредниот период од неколку недели и месеци, кога ќе се дефинира преговарачката рамка и кога ќе се дефинираат натамошните чекори, да разговараме и во директни контакти со Бугарија, но и со нашите пријатели од ЕУ и да видиме што е тоа, што е отворено прашање, што можеме, што не можеме. Вие, значи, сметате дека почетокот на преговорите нема да биде блокиран од страна на Софија? Јас не очекувам да биде блокиран почетокот на преговорите, таква најава за сега немаме. Бугарија сигурно ќе даде свое видување како смета дека договорот за добрососедство и пријателство треба да биде вграден во преговарачката рамка. Грција ќе го стори истото, ние ќе го сториме истото и преговарачката рамка се усвојува на крајот со консензус и со наша согласност. Значи, ние не можеме да прифатиме нешто што не е прифатливо за нас. Затоа реков дека во наредниот период ќе работиме и со Европската комисија, и со Бугарија, и со другите држави членки, за да не се доведеме во ситуација да не можеме да усвоиме преговарачката рамка. Добро, ќе замолам режијата да полека да го вклучиме господинот Стефановски од Евротинк, доколку го имаме на линија, како би можеле да ги протолкуваме дел од овие заклучоци. Во меѓувреме, додека го воспоставуваме контактот, кои се првите поглавја на кои што би требало да се преговара? Значи, првите поглавја се одредени со новата методологија и се нарекуваат фундаменти или основи на правото на ЕУ. Тие делумно беа и до сега активни, например поглавието 23-24, правосудство и темелни права и правда, слобода и безбедност, но на тоа се сега додадени и поглавијата кои што се однесуваат на јавни набавки, на фискална политика, на финансиска контрола и статистика. Но исто така, како теми додадени во првиот дел, основниот дел кој што прв се отвара, е отворен цело време и последен се затвара, се додадени и реформи на јавната администрација како тема и демократија и функционалност на политичкиот систем. Значи, дел од она што беа копенхаген критериуми, ги додаваат во фундаменти и сега ќе бидат одржувани во целост. Ние веќе имаме завршено еден технички скрининг по сите 33 поглавја, останува сега да го надополниме тој скрининг по овие основи или фундаменти во наредниот период согласно тоа што е веќе поминато, значи само да се надополни и потоа кога ќе биде донесена преговарачката рамка, ќе го започнеме билатералниот скрининг, кој што ќе ги изнесе позициите, а тоа значи дека покрај нас и Европската комисија на масата ќе седат и државите членки на ЕУ и тогаш ќе ги видиме барањата, очекувањата или коментарите на сите држави членки во однос на нашата преговарачка рамка. Да, после малку за спремноста на македонскиот тим или на тимовите, колку се спремни. Господин Стефановски, добар ден и за вас. Младен и поздрав до гледачите и поздрав до Бојан Маричич. Да. Предпоставувам дека ги следевте заклучоците од синоќешниот самит што се одржа во Загреб.
и за многумина или за некои тоа беше на еден начин благо разочарување поради тоа што Македонија не беше директно спомената или благо назадување во однос на она што ние го велиме брзање кон европерспективата. Како вие го оценувате? Па не би рекол дека треба да бидеме разочарани, не гледам причина за разочарување. Не можеме да очекуваме дека во време на COVID-19 криза и во време на рецесија во Европската Унија дека Македонија ќе биде топ тема на било кое сериозно европско збиднување. Од друга страна, јасна е намерата на Европската Унија за вклучување, за интеграција на Западниот Балкан во Европската Унија. Никој не може да знае колку долго тоа ќе трае. Сите се надеваме дека ќе трае што помалку е можно. Меѓутоа, дефинитивно простор за разочарување нема. Барем јас така гледам на овој самит. Во однос на она што се вели тука, отворивме темата Бугарија и дали Бугарија станува новата Грција на патот кон македонските евроинтеграции. Се изнаслушавме изјави од секаков тип и од бугарски и од македонска страна изминативе денови и она опасност или можност да биде блокирана Македонија се уште стои отворена. Дали ова Бугарија го прави за да ја држи будна Македонија за тоа што може да и се случи доколку не игра по нотите на Софија, или сметате дека е само еден фолклор за домашната политичка култура? Ајде додиме со ред. Веќе неколку пати имам повторено дека не сметам и категорично не сметам дека Бугарија ќе биде новата Грција и тоа е поради неколку причини. Првенствено, диахрониски погледнато, Бугарија е првата земја која што призна Македонија под своето уставно име, непосредно по независноста, на прогласувањето на независноста на нашата држава. Дополнително, за разлика од Грција, која што од самата независност наша имаше една конзистентно тврда позиција по однос на нашето име, по однос на нашиот устав, одредби од нашиот устав. Бугарија во континуитет игра, народски кажано, топло-ладно. Значи, час поставува одредени услови, час тие односи се затоплуваат, значи недостасува една константа во нивните ставови и барања и сметам дека тоа им е јасно и на многу луѓе во Брисел. Во однос на домашната задача која што треба да се ја заврши мешовитата историска комисија, тука апсолутно треба да се дискутира и треба да се разгледаат сите горливи прашања. Знаете, кога се преговара, кога две страни или повеќе страни преговараат по одредено прашање, оние теоретичари и практичари кои што се бават со преговори, велат дека најуспешни преговори се оние каде што ниту една страна не е потполно среќна или пак потполно незадоволна. Значи, кога преговараме, треба да се обидеме да се ставиме и во чевлите на оној со кој што преговараме. Мојот личен став е, например, дека Гоце Делчев е македонец. Меѓутоа, доколку влеземе сега во нашите возила и ја преминеме границата од бугарската страна, ќе видиме дека има град кој што се нарекува Гоце Делчев, има град кој што се нарекува Сандански. Тоа ни дава за право да заклучиме дека тие личности значат нешто и во бугарската историја. И тоа е неспорно. Значи, велам, за мене тие секогаш ќе бидат македонци и верувам за поголемиот дел од граѓаните на нашата држава, тие секогаш ќе бидат македонци. Меѓутоа, прашање е дали бугарите се чувствуваат така. Во однос на јазикот, ако може една забележка. Само тука една мала интервенција. Точно е тоа дека во Бугарија има и градови што се нарекуваат и Гоце Делчев и Сандански и тие негуваат посебен пиетет кон овие личности од историјата, но исто така е точно дека тие сакаат да го земат ексклузивитетот на она што се нарекува Гоце Делчев за Бугарија, а не Гоце Делчев за Македонија. Впрочем, и комисијата, председателот на комисијата од македонска страна, кажа дека ние не можеме да се договориме дека не сме се договориле, односно да си оставиме толкувања за тоа дека Гоце Делчев е македонец во Македонија, бугарин во Бугарија
или значаен за македонското, а значаен за бугарското општество. Значи тука не постои тој дел од компромисот. Зборуваме за решеноста на бугарската страна да истурка едно решение каде Гоце Делчев ќе биде представен ексклузивно како бугарин. Сметам дека нашата комисија тоа не треба да го дозволи и сметам дека ултимативно нема да го дозволи. Меѓутоа е многу важно да разбереме дека Македонија не е во онаа позиција во која што беше допред неколку месеци. Че прво ние сме веќе земја членка на НАТО. Тоа значи седиме заедно со останати 29 членки, имаме столче на масата рамноправно. Од друга страна, ние во март добивме извештај, заклучок за почеток на преговорите, кој што е кристално чист. Значи, за разлика од оној за Албанија, каде што има наведени дополнителни услови, нашиот извештај е кристално чист. Што значи дека ние во голема мера, барем според оние европски стандарди, сме си ја напишале домашната задача. Јас лично сметам дека државата треба уште многу да направи, односно дека уште многу реформи треба да бидат преземени. Тука би ги навел борбата против високата корупција, реформа на јавната администрација, заокружувањето на реформата на безбедносните служби. Меѓутоа, Брисел смета дека ние сме на добар пат. И мислам, токму поради тоа, дека стартот на преговорите нема да биде блокиран од Бугарија. Во понатамошниот тек на преговорите може се да се случува. Меѓутоа, треба да се разбере, и мислам дека тоа е задача на нашата дипломатија и на една линија, а на втора линија задача на членовите на Историската комисија да инсистираат на споделена, а не на заедничка историја. Дека тоа е многу различно. Знаете, еве, кога би ме прашале конкретно која позиција од на бугарската страна мене најмногу ми смета, сега, тука сите ние сме различни, разговараме за различни идеолошки спектруми, позадини. Лично мене најмногу ми смета притисокот да се откажеме од синтагмата бугарски фашистички окупатор. Ноторен факт е дека Бугарија на почетокот на Втората светска војна е сојузник на Хитлер. И факт е дека во 1941 година навлегува на територија на Македонија како фашистички окупатор. И јас лично не би можел никогаш да направам компромис по тоа прашање. Особено што говориме за период за кој што се уште постојат живи сведоци. Што не е во античкото минато, не е некое далечно минато. Во однос на историската позадина на Гоце Делчев и на Јане Сандански, велам, треба да се вложат дипломатски напори да се објасни дека ниту една страна не може да има ексклузивитет. Во однос на јазикот, тоа е исто така предмет на проблематизирање и беше и практично напишан во тие документи што Софија сака да ги представи или да ги постави како некој предмет на преговори. Од друга страна веќе го имаме договорот кој што е потпишан на официјалниот јазик на Република Македонија, Република Северна сега Македонија, односно македонскиот јазик и бугарскиот симетрично од другата страна. Мислите ли дека тука може да дојде до ново проблематизирање за да евентуално не влезе македонскиот јазик како еден од официјалните јазици во Европската унија? Ајде повторно да одиме со ред. Има и тука неколку точки кои што се важни. Значи, прво, македонскиот јазик е признат одамна. Тоа е признати од страна на Обединетите нации. Сами рековте дека договорот на кој што е јазикот на кој што е потпишан договорот за добрососедски односи е потпишан на македонски јазик и на бугарски јазик, и еве веќе во тој момент, значи пред нецели 3 години, бугарската страна признава дека постои македонски јазик, така, бидејќи става параф на двете земји. И става параф на документ кој што е напишан на македонски јазик. Додиме чекор понатаму. Има лингвистички студии кои што експлицитно тврдат дека има големи разлики помеѓу македонскиот и бугарскиот јазик. Така што јас не гледам параметар по кој што вие може, по кој што било кој би можел да го спори постоењето на македонскиот јазик. Знаете, хартијата трпи се.
Вие може на хартија да ставите што сакате. Меѓутоа тоа не значи дека тоа парче хартија ќе отсликува реалност. Во останато уште малку сакам тука да го вклучам Маречич. Ги слушнавме тезите во однос на ова. Претпоставам Стефановски ги кажува малку по без ракавици, вие во својство на владин представник малку по низ некои ракавици. Тоа е привилегијата и луксузот на невладиниот сектор. Така, но прашањето ми е, има ли Бугарија реална сила да го блокира во некој момент овој преговорите, ако зборуваме, не најдеме заеднички јазик во некои точки од историјата, зашто претпоставувам дека ќе биде така, не може за се да се договорат двете страни. Има ли реална сила, реална подлога, реална политичка и дипломатска моќ врз основа на вака поставените параметри, признаениот јазик, условно речено во претходно подпишаниот договор и најдени заеднички точки во неколку елементи од историјата, како што се Климент и така натаму? Че видите, има неколку факти, ќе кажам, и неколку принципи за да дојдеме до тој заклучок, да одговорат на прашањето. Прво, како што веќе спомена и господин Стефановски, јас кажав претходно. Бугарија да сакаше, или еве да кажеме да беше ова проблем, кој што требаше и можеше да ги блокира, да го блокира почетокот на преговорите, тоа ќе влезеше во самиот заклучок. Значи, нашиот заклучок во кој што се вели се носи одлука Северна Македонија да почне преговори, ќе имаше таму дополнителен услов. Тоа го нема. Втора теза. Прашање на Добро, зошто го прави тогаш Бугарија? Зошто воопшто го донесе таа изјава? Видете, јас верувам, не можам да го зборам сега во име на Бугарија, меѓутоа прво декларацијата е донесена во октомври во бугарскиот парламент, значи уште тогаш е донесена, усвоена во бугарскиот парламент во едни предизборни услови. Имаше таму локални избори и тоа секогаш би било исто како кај нас што се користи и таму. Интересно е за јавноста или барем за одреден дел на јавноста. Меѓутоа, исто така признавање на јазик на друга држава не е во надлежност на друга држава. Значи, државите не признаваат јазик. Име не беше во надлежност, па ама тоа е многу е различно, тоа сакам да ви кажам. Значи, спорот за името е отворен со одлука на Советот за безбедност на Обединетите нации како безбедносно прашање, заради идентизам и така натаму. Ова е нешто сосема друго и не е во надлежност на државите да признаваат јазици. Тие признаваат други држави или други влади. Нас Бугарија не признала прва уште 91 година. Исто така, дополнување на тоа, меѓу првите го ратификуваше членството во НАТО, значи протоколот за НАТО, ако не и прва, мислам дека после Грција веднаш прва. Така што Бугарија не е во тоа расположение да не блокира. Мислам дека тие сакаат повеќе да добијат нешто што во нивната јавност ќе може да се искористи, дека ете, ние успеавме да се договориме со македонците или со луѓето од Северна Македонија, дека за некои точки сме согласни, за некои не сме, или дека ете нешто успеавме да врземе заедничка точка во историјата или споделена историја. Јас тоа така, сега, ова е моја толкување, меѓутоа ние допрва тоа ќе го видиме. Не изгледа сега, како што се поставени работите, дека е ова декларација за блокада на преговорите. Ова е декларација која што има за цел да отвори некои прашања. Секако, кога ќе почнат преговорите, до крајот на преговорите, ние ќе имаме многу ситуации во кои што ќе ни се чини дека некоја држава сака да не блокира и има право, секоја држава има право да ве блокира, зашто така се поставени правилата во Европската унија. Да, само би да дојдеме до поентата на да, тоа сакам да ви кажам. Моќта или позицијата на Бугарија од секоја држава има моги да ве блокира, Грција го докажа тоа. Меѓутоа, ако немате основа, ако аргументите, да речам, се крајно билатерални, односно повеќето не разбираат зошто вие блокирате, тогаш не можете да најдете разбирање. Измислам дека и принципот, има еден принцип кој што некогаш се крши, некогаш не, билатералните прашања да се решаваат билатерално, значи да не бидат товар на преговорите, туку да се решаваат билатерално, е принцип кој што нам во овој случај ни користи и јас верувам дека трендот или расположението на повеќето држави членки
ќе биде да овие прашања да се решат, да си ги решиме ние меѓу нас, а да ги известиме нив каков напредок сме оствариле и дали можеме да одиме понатаму. Тоа ги интересира и јас верувам дека не би оценувал дека Бугарија е доволно или не е доволно силна, реков секоја држава може да блокира ако сака, но во овој случај верувам дека оваа димензија на овој договор и на овој така наречен спор не е таков кој што би нашол на да речем подлога да биде воведен на голема врата во преговорите и да стане темелна блокада како што беше тоа со Грција. Сега тука е една работа. Тоа многу ќе зависи како ние ќе се поставиме. Имаме лоши искуства во минатото. Ако ние имаме намера или цел да влеземе во конфликт со Бугарија, лесно ќе најдеме основата за тоа и тоа повторно ќе не врати години наназад. Затоа велам, треба да сме внимателни, треба да сме рационални и треба да си ги знаеме интересите. Затоа што сега веќе одиме во една нова димензија. Сега, како што спомна Иван, сме веќе во НАТО, сега сме држава што преговара за членство, значи не сме веќе само држава кандидатка, туку сме држава што преговара за членство и во тој процес мораме да бидеме рационални, затоа што тој процес ќе трае долго и ќе има многу предизвици, значи ќе има многу отворени прашања. Уште не сме почнале да преговараме, бидејќи да не се вратиме во 2018 кога рековме дека го имаме датумот. Не сме почнале. Меѓутоа имаме политичка одлука за почеток на преговорите, а тоа е многу важно. Ќе се согласиме. Меѓутоа ние треба да сме свесни дека нашите интереси на различни фронтови ќе се бранат. Ќе се бранат и на фронтот на производителите на некој производ кој што не е важен, ќе се бранат и на фронтот на интересите на некоја гранка во економијата, на фронтот на животната средина, на фронтот на јавните предпријатија, јавните добра, концесии и така натаму. Значи ние треба да се интегрираме во еден заеднички пазар кој што е огромен, кој што е на цел континент и треба да се интегрираме во еден систем на вредности. И тука, ако сме подготвени, ако сме спремни и ако навистина знаеме што сакаме, верувам дека ќе успееме. И верувам дека целта на Бугарија не е да не блокира, туку да, така да речам, да изврши одреден вид на притисок за да се решат некои прашања. Стефановски, дали вие се согласувате со ваквото тврдење дека ова е само еден тип на притисок врз Македонија? Ќе се вратам чекор наназад каде што ги отворивте оние три основи правна, политичка, дипломатска. Веќе мислам дека тројцата се договоривме дека правна основа за блокирање нема, зорам суштински правна, бидејќи пред неполни 3 години бугарската страна ставила параф на договор кој што е напишан во едниот примерок на македонски јазик. Околу политичката можност, таа постои секогаш, и како што веќе Бојан објасни, секоја земја членка во било која фаза може теоретски вас да ве блокира. Со тоа што вие треба да дадете убедлив, разумен аргумент пред останатите зошто тоа го правите. Во овој момент мислам дека на Бугарија тоа и недостасува. Во однос на дипломатската моќ, мислам дека Бугарија таква дипломатска моќ нема. Односно, доколку директно можам да ги споредам Грција и Бугарија, сметам дека Грција е ите како дипломатски помоќна во однос на Бугарија. Во однос на причините, поривите, поради кои што бугарската страна го прави ова, не треба да заборавиме дека во политиката треба да секогаш да земаме предвид повеќе аспекти. Прво, Бојко Борисов треба да разбереме дека е во коалиција со ВМРО и со Атака, или со Волен Сидоров и со Каракачанов. Че тука зборуваме за исклучителни националисти, представници на една бугарска, би рекол и радикална десница. Атака би одел дотаму да споредам со Златна Зора во Грција. Незините членови и активисти беа оние луѓе кои што за време на мигрантската криза ги тепаа мигрантите на бугарско-грчката граница. Значи тоа се сепак едни хардлайнери. И сепак Борисов секогаш мора да има на ум дека што и да прави, првенствено треба да му обстои коалицијата дома, политичката коалиција. А дури потоа некое секундарно, второстепено прашање што ќе се случува во Европската унија. Во однос на она што велиме можности за
преговарање и слаби точки, каде вие би ги лоцирале? Надвор од ова со Бугарија сега зборуваме. Слабите точки првенствено сте помлада држава. Држава со, условно кажано, покуса призната историја. Понатаму, многу архивски документи, многу печати, многу ресурси, повеќе припаѓаат кај соседите отколку кај нас, бидејќи нели до 40 и некоја година целата држава била под окупација на денешните наши соседи. Потоа, економски послаба земја, увозно зависна земја. Тоа се фактори кои што детерминираат вашата преговарачка позиција. И тука предпоставувам дека треба македонската страна да гради стратегија како тие слаби точки да станат помалку слаби или посилни, а како да се оди напред со аргументи, со факти, за да се утврди некоја фактичка состојба која што понатаму ќе биде прифатлива за двете страни. Да. Мареши, ќе ве вратам сега уште малку на ова со Бугарија, бидејќи има и нови дополнителни елементи кои што сега го обременуваат прашањето. Бугарската комисија, например, не се согласила на видеоконференција во овој период, за да може да се помрдне работата од мртва точка. Знаете ли за тоа нешто и зошто Бугарија избегнува на овој начин да се брифира, да се решаваат работите? Видете, контакти има секојдневно. Имаше на 9 последен пат 9 и 10 март беше присутна бугарската министерка за надворешни, господјата Захариева во Скопје, заедно со министерот Димитров, заедно председаваа на министерски состанок дел од Берлинскиот процес. Че ние сме копредседавачи со Бугарија годинава на Берлинскиот процес, што е уште еден елемент зашто би требало да се обидеме да ги држиме односите во најдобра можна кондиција. Така што имаме и во овој момент имаме ние контакти на различни нивоа, се разбира. Мислам дека контактите на високо ниво ќе следуваат понатаму, исто така контактите на официјално ниво ќе следуваат понатаму, пред се затоа што доколку има такви контакти на официјално ниво ќе треба да имаат некаков исход тие, нели? Се договоривме нешто, не се договоривме, како понатаму, а тоа во овој момент кога сме ние со техничка влада и со распуштено собрание и очекуваме да договориме термин за избори, не е соодветно. Истото беше и со Бугарија. Ние кога излезе декларацијата во октомври, кога иницииравме официјални разговори, тие рекоа, ама ние имаме сега избори, ајде да почекаме. Значи е еден сензитивен период и јас верувам дека ќе најдеме начин, бидејќи втората половина на годината во Софија треба премиерот на Северна Македонија и премиерот на Бугарија заедно да бидат домакини на самитот на Берлински процес. И јас верувам дека многу брзо, откако ќе, да речеме, се стиша некако оваа криза и ќе се завршат изборите, ќе треба да се воспостави официјален диалог. Впрочем, имаме ние годишна сесија на она политичко тело меѓу министрите, кој што сигурно ќе треба да се сретне некаде во текот на летото или после летото, на министрите за надворешни, кои што ценат работата и напредокот на комисиите. Значи, контакти постојат, меѓутоа не е сега момент за отварање, ниту пак за затварање на овие тешки теми. Прашање и за двајцата сега, дали може да се случи на крајот политичарите да решаваат за тоа кое што е Гоце Делчев, доколку комисиите не успеат да најдат заеднички јазик? Прво Стефановски. За жал, стравувам дека токму тоа ќе се случи. Како што работите стојат сега, мислам дека комисијата ќе остане блокирана и на крај ќе треба нашите премиери или нашите министри за надворешни работи да решаваат и за судбината на Гоце Делчев, и за судбината на Јане Сандански, и за историјата за време на Втората светска војна. Може ли политичари да решаваат за историски прашања? Не би требало, но за жал мислам дека во случајот тоа ќе се случи. Предпоставувам дека тоа ќе најде на една осуда од дел од јавноста во Македонија, предпоставувам и од поголемиот дел од јавноста, доколку политиката почне да прави компромиси за сметка на историјата.
тоа ќе најде на осуда во двете земји. Значи, веќе претходно реков, никој не може да биде и никој во некои полууспешни или успешни преговори, никој не би требало да биде целосно среќен или целосно разочаран. Значи, доза на разочараност, доза на скепса, но и доза на среќа би требало да има на двете страни, за да има минимум успешни преговори. Јас се надевам, оставам простори, оставам некаква надеж, дека сепак комисијата ќе си ја заврши својата работа, меѓутоа големи се изгледите, ако продолжи комисијата да се однесува вака, таа да биде блокирано и на крајот на краиштата да треба политичарите да ги донесат тие тешки одлуки кои што не им се во сферата на ингеренции или не би требало да им бидат. Маричич, што вие мислите, дали може да се случи политиката да решава за овие прашања наместо комисијата, доколку останат тврдите позиции на двете страни кои што сигурно според нашите сознанија се базираат на реални подкрепени барем факти од страна на македонската страна. Тоа не би било благодарно воопшто, ниту за политичарите, ниту за историчарите, да треба политиката да решава историски прашања. Впрочем, со таа намера и со таа цел е формирана историската комисија за да не решаваат политичарите. И мислам затоа дека треба да вложи напори таа комисија дополнително и во периодот што следува. Мислам дека има основа. Не е добро секако тие преговори да се одвиваат во јавноста, меѓутоа ниту од нашата страна на границата, ниту од другата страна на границата не се бидејќи проаѓа време, се отвараат прашања, има коментари во јавноста и тоа е нормално. Меѓутоа ќе дојде одредена фаза кога ќе треба аргументите да се соочат и да бидеме упорни во рамките на комисијата да преговараме. Тоа не значи дека е тоа гаранција дека ќе се изнајде за сите точки согласност, меѓутоа мислам дека таму каде што ќе има потреба може да разговараат за некои теми и политичарите, па да се консултираат со историчарите или обратно историчарите да се консултираат со политичарите, но пред се верувам дека е во најдобар интерес на двете држави експертите, историчарите да најдат толкување кое што ќе биде согласно денешните услови, 21 век, денешната историска наука, денешните можности, затоа што овој договор има за цел да на некој начин ги модернизира нашите односи, да не бидеме во оние стандардни ровови, да не се држиме на доктрините на претходните држави, туку да едноставно на европски начин ги почитуваме нашите интереси, ги почитуваме нашите ставови и идентитети, но изнајдеме начин да функционираме понатаму во пријателство, затоа што, како што реков, ние сме соседи со Бугарија, ќе бидеме и тоа не може да се промени, и затоа е важно да вложиме на вистина труд во ова, за да не се доведеме во ситуација на блокади, застои, затоа што повторно и да дојде до блокада, ќе мораме да наоѓаме решенија. Знаеме колку скапо не чинеа блокадите во минатото, 10 годишните блокади, па и подолгогодишните блокади во односите со соседите ни донесоа само поголеми проблеми, само напластени проблеми кои што на крај секако доаѓаат на решавање. Затоа да се трудиме да не влеземе во таква ситуација, туку да менаџираме сега од позиција на држава која што чека да почне преговори, сега од позиција на држава членка сојузник во НАТО, сега од позиција на држава која што нема референца во името во Обединетите нации, туку е под своето уставно име во Обединетите нации, каде што е заведен и официјалниот јазик. Доколку почнат годинава преговорите и доколку нема ваков тип на големи пречки, кои што се можни, но можеби и нема да се случат, колку време прогнозирате за преговарање на Македонија со Европската унија? Тоа е една од најнеблагодарните работи, да се прогнозира колку би траеле преговорите, бидејќи тоа зависи од двете страни. Зависи од нашиот скор, од колку ќе бидеме ние успешни и подготвени, но исто така зависи и од подготвеноста на Европската унија и расположението на државите членки општо, бидејќи денеска збориме за Бугарија, до пред 3 месеци зборувавме за Франција, за 6 месеци можеби ќе зборуваме за Австрија или не знам за Словенија и така натаму, сега ги кажувам како пример тие држави. Затоа мислам дека ние треба да направиме се што е во наша моќ,
да бидеме добро организирани, да си ги знаеме јасно позициите и интересите и за нив да се бориме и да си ја вршиме домашната задача. И секогаш во овие 3 години, а и претходно, сме докажале дека кога си ја вршиме нашата домашна задача, немаат аргументи државите членки, ниту пак европските институции да не држат во чакалната. И затоа тој вид на притисок дека ние сме направиле се, тие се сега на потек, треба да постојано да го правиме. Во просек преговорите траат 5-6 години, тоа го покажува искуството. Тешко е да се прогнозира, Србија и Црна Гора 7-8 години преговараат, но тука има прашање колку е споделена одговорноста за тоа. Јас верувам и убеден сум, денеска сме 2020 година, убеден сум дека крајот на оваа декада можеме да го дочекаме како држава членка на Европската унија. Добро, ви благодарам што бевте вечерва мои соговорници во отвореното студио на Телевизија 24. Благодарам Стефановски. Покусата пауза за реклами, следува разговор со Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН.